18 часот и 15 минути, почитувани гледачи, вие ја следите локалната програма на Вистинска телевизија. Продолжуваме со циклусот емисии Скопје ми е дома. Нова седмица, нова општина и нов градоначалник. Да погледнеме со кого и за кого ќе разговараме денес. Петровец, некогаш Ибраимово. Петровец е село и административно седиште на истоимената општина во областа Блатија во околината на градот Скопје. Во просторот на истоимената општина во северниот дел на Македонија се наоѓа селото Петровец. Според обширните османлиски дефтери за населението на Скопската каза од 1832 и 1833 година, селото било заведено под името Ибрахим и имало мешано христијанско и муслиманско население, каде што имало 31 христијанска и 6 муслимански куќи. Општина Петровец се наоѓа во Скопскиот регион во Република Македонија. Во општина Петровец се наоѓаат селата Бадар, Блаце, Брезница, Горно Коњари, Градманци, Дивље, Долно Коњари, Катланово, Кожле, Летевци, Огњанци, Петровец, Ржаничино, Средно Коњари, Сушица и Ќолија. Довербата на своите сожители ја освојува преку неговиот 4ти мандат. За себе ќе каже дека е еден од ретките градоначалници на кој што секој ден му е приемен за своите сожители и граѓани. Велам добре дојде за господинот Борче Митевски, градоначалник на општината Петровец. Ви благодарам што ја прифативте мојата покана. Добро вечер, добро најдов. Благодарам на поканата. Како сте? Одлично, може да се каже слободно. Така, ви благодарам што токму за општина Петровец ќе говориме вечерва. Нешто пред интервјуто ми споменавте дека секој ден во општината е приемен, односно може да ве посетат вашите сожители и граѓани. Тоа за мене е навистина една исклучителна информација. Како се случува сето тоа, односно како граѓаните имаат можност секој ден да дојдат во општината? Па кога дојдов првиот мандат и вообичаено е да се има официјално званичен ден, официјален ден, приемен ден. Ја викам, ајде нека биде тоа четврток. Но понатака во пракса се покажа дека луѓето не можат да го темпираат времето, точно четврток во толку саат да дојдат. И одлучив наредниве години од првиот мандат, значи секој ден да биде приемен ден, што луѓето кои ќе дојдат сигурно доаѓаат за мака, не доаѓаат да
ме видат дали Така. работи градоначалникот или не работи, значи да кажат што потреби имаат. А друга информација од исклучителна важност е што четврти мандат, тоа значи нешто повеќе од 10 години. Како се заслужува довербата на служителите и граѓаните на една општина, дури четврти пат поред? Четврти мандат, 15 години. Така, скоро 15. Само со труд, со работа, со почит према своите жители. И тоа мојот народ, моите жители знаат да го ценат. И тоа го гледаат трудот 4 години, кога доаѓа денот за избори, тогаш се знае кој победува. Се победува тој што вложил труд, тој што се вложил во подобар живот за своите граѓани, тој што ги цени своите граѓани. Иста ли е, господине Митевски, амбицијата, посветеноста, трудот од првите мандати па се до еве 15-та година до денес, како прв човек на општината? Мене многу луѓе ми рекле, после првиот мандат, секој градоначалник веќе паѓа или стаднира. Но кај мене, ми влезе тоа, како да кажам, во крвта, значи и пракса, значи со исто темпо да терам од првиот мандат, па се до сега, значи со исто темпо. Може би со уште поголема мотивација за нови Да, проекти и сето на кои што го очекуваат граѓаните. Колку општината е блиска и транспарентна до жителите, кажавме дека сте отворени секој ден, ви е приемен ден, меѓутоа како ги вклучувате вашите сожители во сето она кое што го работите, во новите проекти, можеби во планираниот буџет на општината? Искуството си го дава резултатот. Значи јас точно знам во секој село што фали за тоа село. Јас во советот имам 11 советници. Уште на почетокот сите советници по двајца, зашто мојот состав е најразновиден, најшаролик, значи имаме 4 советници од ВМРО, 20 советници од СДС, 20 советници независни, еден советник од Бошњачка партија, еден од ДУИ и еден... Како функционира еден така мешан совет? Како еден. Значи сите, како еден, сите одлуки што ги носиме, може да кажам 90% од одлуките ги носиме едногласно. Но јас пред да го оформиме советот, ја ги викнав сите. И им кажав, до денеска сте бистреле политика, од денеска натака, ако сакате да работите за општина, во интерес на општината, значи се ќе ви биде прифатено во рамките, значи, на можностите на општина Петровец, значи нема да ви гледаме како опозиција или како опозиција, значи сите како едно, само да работиме во интерес на општината. Сите до еден ме послушаа и до ден денеска, значи после 3 години Функционирате ли како целина? Функционираме како целина. Така. Вие велите дека сте блиски и транспарентни до жителите, да видиме што вашите сожители велат за вас. За телевизија, вистинска телевизија излезе на терен и ги праша токму жителите на општина Петровец дали повторно ќе ја дадат довербата на Митевски, колку се задоволни од работата од досегашните 4 мандати на градоначалникот, па во приложение предлагам да ја погледнеме анкетата. Градоначалникот на општина Петровец, Борче Митевски, веќе неколку години нанасат ја освојува довербата за прв човек на општината од неговите сожители. Вистинска телевизија излезе на терен токму во општина Петровец. Ги прашавме жителите колку и како се задоволни од работата на градоначалникот и дали би му дале глас за уште еден мандат на Митевски. Во продолжение предлагам да ја погледнеме анкетата која за вас ја подготви Вистинска телевизија. Добро е, супер. Супер е он. Има доста остварено. Би му дале ли шанса за уште еден мандат? Како да не, зошто да не? Као Борчета ние немаме градоначалник. Јас живеам во Огњанци. Делумно добро е. Добро е, не е лошо, добро е. Сега има секаде како и во секоја општина, нели, пропусти, меѓутоа генерално добро е. Се работи ли во општината? Се прават ли нови проекти? Да, поготово кај нас во Огњанци, селото наше овде при општина Петровец, се прави моментално сала, спортска сала, што толку време никогаш немаме. Еве сега е тоа, не знам што да кажем. Супер. Би му дале ли шанса за уште еден мандат на градоначалник? Секако, да, секако би му го дале.
Само уште проблемот е кај што живееме со одводот, али се надевам во најскоро време дека тоа ќе биде и немам зборови. Одлично, одлично. За сега јас сум задоволен од градоначалникот на општина Петровец. Па не е лошо. Иначе сега кој што имаме многу по други работи, кој што не беше ко поредно што е, али сега моментално обнови Петровец, главното село што се, јас сум од Катланово, и таму има обновено повеќе работи. 80-90% ги, може и 10%, не е многу. Би му дали ли шанса за уште еден мандат да доработи? Па и може, зашто да не? О, презадоволни. Презадоволни и дај Боже да биде и овој мандат ако може. Значи ако дојде друг началник, кој знае што ќе биде, ама овој презадоволни сме. Ги исполнили ветувањата? Сите што ни рече тоа значи ги исполни, да. Ние сме значи задоволни, презадоволни од него. Па до сега мислам дека од кога што градоначалници што сме имале во општината Петровец најзадоволни сме. Што има направено за сега највеќе за се. Премногу. Се работили во општина Петровец? Па да, се работи и тоа се работи преку цела година, не е како другите општини, другите градоначалници само пред избори и тие работи. Че преку цела општина сме во главно задоволни од него. Би му дали ли шанса за уште еден мандат? Па би му дал уште за 5. Финансира фудбал и едно друго. Еве игралиште вчера у Коњари. Ќе почне ново. Задоволни сме зашто не. Си е брка работата. Па ако се кандидира, ќе му дадеме. Презадоволни сме од градоначалникот, да. И уште 100 години дека биде градоначалник. Се правили во општината, се работили се? Се прави, се работи, секојдневно е. Му дали шанса за уште еден мандат? Да. Па се гради, да. Нови проекти за млади конкретно? Па за млади, еве градинка се прави. Не знам, стварно не сум патена. Па и така и вака. Не презадоволени, па 70% ги оспори, ама другите не се рурални места, не се. Еве, пато за градманци, еве, 10 години се лажеме, кој има денес утре, сега обеќаат нешто, некои пари, донација добиле тоа. Колку ќе биде, Му причекување. дали ли уште една шанса за уште еден мандат за да доработи се што види? Па би дале, шо. Ај, супер. Све под контрола, све добар. Те викам до сега нема подобро. Да, па до сега да. До сега да, ама уште има некои работи да се завршат, да се онадат. И Му дали ли уште една шанса за уште еден мандат? па сега ако излезе и он да во сусрет како што има обеќано све, ќе биде, ќе дадеме, ако случајно не се оправда до вербата, нема да биде. Ама ја мислам дека ќе се оправда, ќе биде. Добро, све, викам, почна све подобро и подобро. Почна и тоа 80% почна подобро и подобро. Па сега добар е. Добар е, мислам дека и така ќе продолжи. Јас сум задоволна, за другите не знам. Се реализирали она кое што го оветил до сега? Па кај нас у Катланово скоро све, уште малку има нешто да доврши. Мислам дека ќе биде. Би му дали ли шанса за уште еден мандат? Па ако ги заврши овие што ги обеча, ќе му дадеме. Јас сум од Катланово, не сум од Петровец, така да слабо. Еве конкретно со водата ќе посочам проблем. Ние имаме само техничка вода за пиење, имаме во домовите спроведено. Меѓутоа само техничка, не е питка вода. Да, имаме договори со општината направено за питка вода, што е нормално. Во 21 век да немате вода за пиење, мислам, стварно, ете тоа доволно е, а и други работи. Нешто тука преправаат во Петровец. Коцки вадат, асфалти тураат, нешто иражаничино. Тамо, меѓутоа, во Катланово многу слабо. Би му дали ли шанса за да доработи уште еден мандат? Па мислам дека не заслужува, искрено. Еве мое реално размислување. Јас не е битно од која партија е. Јас не сум партиски определена, така да не го сватат луѓето тоа според партијата. Не сум, меѓутоа нека работи за народот. Ние даноци плаќаме на таа општина. Нели треба некој поврат да имаме од тоа. Па што да ви кажам, јас сум задоволна, па сега кај бивме, до кај стасавме, сега не може негова заслуга, толку, меѓутоа напред оди државата 21 век.
Е така. Каква е ситуацијата во општината? Се прават ли проекти нови, се Па гради ли? не знам, јас да ви кажам, сум пензионер, не знам таму се. Конкретно за пензионерите каква е состојба? Па добро има, се организираат, па се шетаат, па што да ви кажам. Би му дали ли шанса за уште еден мандат на Митевски? Па би му дала, зашто да не. Супер, добар е, пријатно, супер. Подобар до сега не сме имали. Има доста направено, има доста вработено, немаме проблем за това. Па сега... Исто. Се надеваме на подобро. Би му дали ли шанса за уште еден мандат? Уште 10 пати. Не еднаш, уште 10 пати ќе дадеме. Нема проблем. Све што сме посакале, све дал. Нема што тука. Ви благодариме. И сите села се задоволни. Не само Петровец, Огњанци, Конјари, Сушица, Катланово, сите села се задоволни. 100%. Многу е добар човеков, само нека продолжи вака, друго ништо. Остварили се што вети? Да. Би му дали ли шанса за уште еден мандат? Не уште 10 ќе му даде. Тоа го рекоа жителите на општината Петровец за градоначалникот Митевски. Подсетување дека и оваа емисија, почитувани гледачи, е интерактивна, односно во текот на целиот разговор ќе може да го забележите бројчето на кое што ќе може да ни се јавите и вклучите директно во студио и да поставите прашања до мојот соговорник и гостина, ваш градоначалник. Господине Митевски, тоа го рекоа жителите, како сте задоволни од? Према анкетата презадоволен. А и тоа и го очекував. Го очекувавте ли? Само не оволку многу фалење, сајаш не фалење, ова е вистината. Добро, народот е искрен и реален и не може да сокрие дали за добро, дали за лошо. Ајде да видиме што се работи во Петровец. Неодамна подпишавте договори со владата за финансиски проекти кои што ќе следуваат, односно кои што ќе се работат, капитални инвестиции, капитални проекти. Колку финансии добива општина Петровец и на што ќе се работи во следниот период? Добиме 402.000 евра. Едната е токму за гледачот од Градманци, што кажа патот толку години не е направен. Значи аплицираме за пат долг 2400 метри од Катланово до Градманци. Значи општина Петровец прва отвори јавна набавка од сите општини и завршена е постапката, избрана е фирмата и очекувам некаде за 5-6 до 10 дена да започнеме со градежни активности на патот Катланово-Градманци. Што значи Градманци ќе добие нов асфалтен пат во должина од, како што реков, од 2400 метри. Тоа се средства од владата, како што кажав, 402.000 евра. И втората апликација ни е за детската градинка, што се гради во дворот на Кочо Рацин во Петровец, втора фаза и завршна фаза. Таа е некаде околу 8 милиони денари. И тука имаме избрано изведувач и очекувам да го воведеме во работа некаде исто за 5 до 10 дена и очекувам градинката некаде во мај, да сме здрави и живи, да имаме свечано пуштање на градинката. Со самото пуштање на градинката го решаваме деценискиот проблем со упис на дечиња во градинка. Значи, не само што ќе бидат сите деца упишани во градинка, него ќе имаме и слободен простор за деца надвор од нашата општина да ги примеме и да ги згрижиме во градинката во Петровец. Задоволни ли сте од финансиите кои што ги добива општината од владата, од централната власт, како оди соработката со институциите, со министерствата? Може да кажам презадоволен. Значи, сите оние проекти што ми беа закочени од претходната влада, само од нив познати причини, значи патот Петровец Огњанци, еве во сега му се гледа крајот, значи за многу краток период, веќе е избрана фирма, Жиков фирма ќе биде која ќе го реновира патот, односно комплет нов пат од Петровец до влезот на Огњанци, значи со пешачка патека, со линија за атмосферска одводна вода ќе имаме. Исто така 3 улици преку Министерството за транспорт и врски во блок 6 Вржанично ќе бидат асфалтирани со улично осветлување поставено, со пешачки патеки. Животна средина, преку Министерството за животна средина во завршна фаза ни е прочистителна станица во блок 6 Вржанично да поставиме. Тоа е од огромно значење за сите жители во новата населба во Ржаничино.
Имав план закочен значи за лесна незагадувачка индустрија помеѓу Ржаничино и Петровец. И тој план го завршиме сега. Во моментов е на подпис во транспорт и врски. Очекувам нашиот министер Александар Николовски овие дени да го подпише, а со подпишувањето на тој план, значи со тие 5 парцели, општина Петровец за само некаде 2 до 3 месеци, значи постапка за објавување, купување од страна на инвеститорите ќе биде побогатуше за 5 нови инвеститори. А имаме инвеститори кои најавија вложување ни повеќе ни помалку повеќе од 50 милиони евра влез во општина Петровец. Атрактивна ли е општината Петровец за младиот човек денес? Каква е состојбата што покажува пописот? Сакаат ли луѓето да живеат конкретно во една таква, ќе кажеме, рурална општина? Па према пописот 950 жители сме повеќе од претходниот попис. Претходниот попис беше 8250, сега сме 9150. Значи имаме зголемување на бројот на жители. Имаме цели нови викенд населби, цели нови населби кај што живеат млади брачни парови. Во моментов имаме некаде 7 згради, мали згради, приземја, 2 спрата и поткровје. Сега зголемиме катноста уште за 1 до 2 спрата, не повеќе. Значи, млади брачни парови доаѓаат од Скопје за да живеат во општина Петровец. Зашто живеат во општина Петровец? Значи, имаат вода, имаат одвод, имаат школу прогласено од МОН, Светска банка, има врз за најдобро училиште во Република Македонија. Имаат деца да кај да им бидат згрижени, значи немаат проблем со упис на деца во градинка, немаат проблем со упис на деца во школа. Имаме супермаркети, и Кам маркет, и Кипер, и Стокомак, и Жито, значи имаат самите жители на општина Петровец имаат избор каде да идат, каде да пазаруваат. Се промени ли ликот на општината? Еве, 15 на години сте првиот човек во општината. Се промени ли драстично ликот на општина Петровец од доаѓањето на вашата функција градоначалник на општината, па се до сега? Па може да замислите, јас кога дојдов, немаме вода, немаме одвод. Значи, буквално немаме елементарни услови за живење. Значи, незамисливо беше Петровец, Ржаничино, Одњаци, да нема Имаме вода. гледач на линија. Ало, добро вечер. Ало, добро вечер, повелете. Јас сакам да упатам еден голем... Дали се слушаме? Се слушаме, повелете, господјо. Сакам да упатам еден голем поздрав до градоначалникот Борче Митерски, да му посакам многу здравје и среќа и да продолжи како што и до сега работел. Јас за него ќе кажам се најдобро, ги доведе во ред сите работи што недостасуваа во Петровец. Има сите услови што треба да ги има, секое семејство ги има. Сега некаде некои мали ситници во колку не се изградени, секако он тоа си го има во план и ќе го изгради. Сметам дека се е завршено и така ќе продолжи и за него најдобри похвалби и би сакала секој да има таков градоначалник, а верувам дека и другите се добри. Па на крај се најубаво и многу среќа и здравје му посакувам и да истраи во сите намери кои што ги има зацртано до сега. Ви благодарам, господјо, за јавувањето, поздрав и секое добро и за вас. Ајде конкретно да видиме што се работи најсвежо во Петровец. Најавивте, односно во населеното место Долно Коњари, повеќе наменско спортско игралиште. Живее ли општината во духот на спортот? Сакаат ли младите конкретно спортски настани? Се случува ли спорт во Петровец? Општината живее во духот на спортот, бидејќи јас како градоначалник порано сум бил поранешен спортист. Вице шампион на поранешна Југославија, токму така во бокс. И знам како чука спортското срце. И токму поради тоа, јас изградив во секое населено место фудбалски стадиони со собликувални за спортистите. Повеќе наменски игралишта, во Долно Коњари го ветиме игралиштето уште пред година и пол. Но еве, дојде време, значи оваа влада, заедно со министерот Борко Ристовски, пред 2 дена да ги отпочнеме работите за изградба на повеќе наменско игралиште. Има повеќе од 5-60 луѓе на тој настан и каде што ветиме заедно со министерот, значи некаде за
2 месеци тоа игралище да биде направено. Така имаме и 2 игралишта со кои што ги заштитивте со ограда во Ржаничино и Средно Конјари. Посветувате ли доволно внимание на сите овие населени места кои што ја сочинуваат општината? Значи, прво ќе го кажам игралиштето во Петровец. Значи, во Петровец имаме игралиште со 400 седишта, со осветлување, со дренажна одводна мрежа, со соблекувални и максимално се вложува за тоа игралиште во Петровец, а исто така имаме исто такво игралиште во Ржаничино, во Долно Конјари и во Средно Конјари, каде што имаме обезбедено во летниот период, значи тие игралишта да се наводуваат со вода, значи да не дојде до сушење на тревата. Имаме обезбедено соблекувални во сите 4 фудбалски терени, значи за младите. Тука тренира и возрастни фудбалери, ама имаме и подмладок. Значи имаме подмладок и во Петровец, имаме подмладок и во Средно Конјари, имаме подмладок и во Ржаничино. Сите 4 фудбалски клубови финансиски со одлука на Совет им плаќаме котизација годишна и плюс им обезбедуваме некогаш превоз, им обезбедуваме некогаш после победата, значи свечен ручек, значи се дружиме со фудбалерите, значи буквално заедно со моите советници идеме на тие настани и Да, тој ќе ве прашав колку градоначалникот е присутен на самите такви спортски. Да, одам, тоа е една мотивација, друго е кој ќе дојде градоначалник да ги гледа, значи самите деца се мотивира. И освен во спортот, значи Општина Петровец вложува и во културата. Имаме културно-уметничко друштво. Да, нешто подоцна за тоа. Да се задржиме тука. За случаја во септември Open Fun игри на кои што беа присутни многу дечиња кои што се забавува и дружеа меѓусебно. Што се случуваше на Open Fun? Секоја година, тоа е веќе традиционално, си имаме тренери кои професионално ги ангажираат тие деца, идат на семинари тренерите, значи како да ја реализираат таа дводневна Open Fun дружење, значи општината тука помага финансиски, помага со сендвичи на децата, со пиење, учествува во изработка на мајци, на реквизити. И тие 2 дена, тоа се мали деца, значи од прво до 5 оделение, тоа е за дечињата незаборавно нешто што после тоа со месеци и месеци го раскажуваат на своите родители. Така, неодамна се одржа и нова 20-та седница на Советот на Скопски плански регион, на кој што бевте и самиот председател. Како се развива Скопскиот плански регион? Како помеѓу себе функционираат и соработуваат општините? Па кога ми изгласа за председател, буквално моите колеги рекоа, бидејќи оваа 20-та седница ми беше последна. Така, последна на која што назначено. И дури некои од колегите рекоа, ние сакаме повторно да останеш уште една година, но викам не. Што се работеше во Скопски плански регион? Значи имаме направено приоритетна листа кои општини да аплицираат и да добијат средства, дали преку Светска банка, дали преку влада, значи со кофинансирање. Значи ние како Петровец или другите општини што веќе имаме земено претходната година средства, например прва фаза за изградба на детска градинка, имаме што се вика доблест да не аплицираме, него да дадеме предност на тие општини што немаат добиено средства. Солидарни ли се општините, господине Митовски? Да, во целост. Еве, дадовме, например, на аеродром, на кисела вода, да изградат фотоволтаични панели на училиштата, на градинките, за да им се смали потрошувачката на струјата. Кога говориме за една рурална општина и рурална средина, ќе се сложите со мене дека најважно за жителите е да им се средени улиците, да им е чиста општината, да им е средена канализационата мрежа, да им е среден патот. Имате реконструкција на регионален пат од Хиподром па се до населено место Ржаничино, еден важен проект кој што и дел од жителите кои што ги прашавме во анкетата го напоменаа, за кој што најавивте дека ќе биде готов до крајот на годината. Што е предвидено со тамошната санација на ваквиот пат? Значи регионалниот пат е во надлежност на ЈПДП, јавно предпријатие за државни патишта. Значи одговорен е директорот Коце Трајановски и најавиме реконструкција, значи од Ергеле. Извинете, имаме повторно јавување. Ало, добро вечер. Ало, добро вечер.
Добро вечер, повелете. Јас се јавувам од Торонто, Канада. Повелете. Сакам да изразам голема благодарност до градоначалникот на општина Петровец. Моето име е Магда Василевски. Навистина сме воодушевени од сето тоа што градоначалникот го има постигнато и има направено за општината и за жителите на Петровац и околните села. Иначе јас живеам имам куќа во Јурумлери, сме многу назад во смисол на тоа што е постигнато во Петровац и нашата општина газибава во Јурумлери. Мислам дека после 50 години преведени во Канада, кога ќе направам упоредбата што се случува во Петровац и што се случува и во Јурумлери, навистина е so disappointed. Мислам, многу сме разочарани со тоа што како прво една уличка нема асфалтирано кај што народот навистина пати. Голема благодарност до градоначалникот, голем поздрав, пожелувам и понатаму големи успеси на господин Митерски. Ви благодарам, господи, за јавувањето, поздрав и секое добро и за вас. Да продолжиме со патот. Значи, во разговор со директорот на ЈПДП, значи Коце Трајановски, сега ќе се изврши само санација на регионалниот пат од Ергеле до Ражаничино. На пролет е изработен проект, ќе имаме целосна реконструкција на целиот пат. Парите мислам дека тогаш пред 2 недели Коце рече дека ќе бидат обезбедени преку Светска банка, па да бидеме здрави живи. Каква е состојбата со патиштата, конкретно со улиците во општината кога говориме за една рурална средина? Значи, јас со гордост може да кажам, почнувајќи од Сушица, Горно Конјари, Средно, Долно, Чифлик, Чојлија, Ражаничино, Петровец. За Одњаци последно ќе го оставам Катланово, значи Катланово сега направиме 6 улици, во Петровец направиме 3 улици, во Ражаничино направиме една улица од 550 метри од центарот на селото према Долно Мало со 2 нови краци. Одњаци во моментов поставуваме канализациона мрежа и таму кај што имаше поставено асфалт, значи куќа се прави од темел према кров, а не од кров надоле. Значи тој асфалт некаде е целосно уништен. Значи сега со новата апликација што ќе даде владата, предвидувам значи во Одњаци да се довршат уште 3 улици имаме за поставување на канализациона мрежа и секаде онаму кај што е уништен асфалт, кај што е повеќе уништен, ќе имаме асфалтирање на нов асфалт комплет на цела улица, додека на влезот во Одњаци сите куќи веќе се приклучија на канализациона мрежа, таму имаме во должина од некаде 300 метри, ќе имаме само асфалтирање на тој дел од асфалт каде што е исечен за да се постави канализациона мрежа. Ќе доработите ли се во преостанатата година, дена и помалку натаму? Најголемиот проект, што исто така ќе имам земено пари од владата на Република Македонија, тоа е културниот дом во Петровец. Тоа е гордоста за целата наша општина, конечно и Петровец да добие културен дом. Освен културниот дом, значи од позади ќе си има библиотека, од позади ќе си има ќе си има катче за пензионерите, ќе си има катче за младите, значи ќе има повеќе простори наменети за тоа. Ќе може нашето културно-уметничко друштво од позади да си има своји простори и за да може да си продолжи со тренинзите, кај сега во моментов ги обавуваат во школото, но после здравје со правење на културниот дом, а културниот дом очекувам некаде в мај до јуни да поставиме камен темелник и некаде за една година да биде направен. Најавивте и продолжување на оној закочен проект за кој што ќе кажете мини индустријска зона Ражаничино Катланово. Ќе се работи ли на ова и што конкретно ќе за каков проект конкретно станува збор? Исто ќе започне ли со реализација? Тој проект значи се работи за 6 хектари Г2, тоа е значи лесна незагадувачка индустрија, тоа се 5 парцели. Тоа се 5 парцели и 5 нови инвеститори. Проектот ми е целосно завршен и во моментов се наоѓа во транспорт и врски, значи на подпис кај министерот господинот Александар Николовски. Што он го подпише, го враќаме назад и можеме комодно да објавиме оглас, а имаме заинтересирани
инвеститори и тоа многу големи компании, што не би сакал сега да ги кажам нивните имиња, али за многу краток период, некаде април-мај, веќе јавноста ќе дознае дека за крупни инвеститори што ќе влезат во општина Петровец. Се пофалите ли со хигиената во општината, на кое ниво е? Што превземате за зачувување на животната средина, еве како прв човек на општината? Па, може да кажеме дека последниве 10 години една од ретките општини што немаме претоварна станица, така речено претоварна станица, него целото ѓубре, целиот смет што го собираме од домаќинството, комплет го носиме во Дризла. Значи таму јавното комунално предпријатие го одложува сметот и си плаќаме од кубик на Дризла. Во општина Петровец во моментот имаме само проблем со гробиштата во Петровец, таму се одложуваат значи шут и друг материјал, но и тој проблем веќе седнавме со црквениот одбор и се договориме како и тој проблем да го решиме и само чекаме да поминат овие врнежливи денови и тој проблем ќе си го решиме. Така, дивите депонии, како се справувате со нив? Да, значи, како сега година, така и оваа година, значи, имаме дива депонија во Петровец на гробиштата, имаме дива депонија на влезот во Огњанци и дива депонија на излезот во Рженичино. И секоја година ги чистиме, ама народот повторно и повторно на исто место. Имаме гледач, ќе продолжиме понатаму. Ало, добро вечер. Ало, добро вечер. Повелете, ве слушаме. Поздрав многу до градоначалникот и вашата емисија. Ви благодарам. Би сакала да го прашам на градоначалникот каков план има за Кочкова населба, тоа е во Катланово. Тоа е викенд населба која нема ни водовод, ни канализација, ни пат. Па дали има некаков план за да се направи нешто во врска со таа населба? Стварно условите не се за 21 век. Ви благодарам. Ви благодарам за јавувањето. Да одговориме на гледачот. Да знам, значи тоа е на 5-6 километри од Катланово, на тоа се викенд населби и сепак ние се фокусираме на селата како што се Катланово, Рженичино, на поголемите населени места, нормално и Кочкова населба, и Фазанерија, и Перова населба, сите заслужуваат да се инвестира, но чекор по чекор идеме. Не можеме секаде наеднаш да постигнеме. Не е оправдување ова моево, но сепак ќе носиме програма за 2025 година и советниците кажуваат приоритет кај да стане, на кои улици да се прават. И ја постапувам према програмата на советниците. Таа програма и јас ја предлагам, и советниците ја усвојуваат, едногласно ја усвојуваат, значи, но ќе видиме и за Перова населба, и за Кочкова населба, што може да инвестираме. Так, ќе се работи и таму. Јас ќе се надоврзам овде на гледачката за водоснабдувањето во конкретно во населените места, за канализационите мрежи, каква е состојбата, задоволни ли се жителите? Значи, канализација имаме во сите поголеми населени места. Освен во ние ридските места, кои што се Дивле, Брезица, Градманци, Блатце, Кожле, помалите населени места, кажуваме. Иначе имаме летниот период, значи имаме проблем со водоснабдување. Значи се смали дотокот на вода во Блатце, во Бадар, во Брезица. Така ни се пожалија во Катланово за питката вода за пиење. Катланово, не знам гледачката дали е во право, но тоа директорот подобро ќе одговореше, ама и јас сум запознат, значи Катланово има питка вода за пиење. Ама во неколку наврати имаше дефект на линијата, имаше дефект на пумпата за водоснабдување и ја ги сваќам жители, значи 3 дена останаа без вода и тоа во летниот период, ама доека пумпата се извади, доека се донесе друга пумпа, доека се намести, сепак требаше време. И тука треба да имаат разбирање и жителите Катланово. Продолжуваме со концептот понатаму, покрај инфраструктурните проекти, капиталните проекти кои што ќе ги изреализирате во следниот период, да ги офатиме малку и најмладите, односно она група категорија на дечиња со кои што постојано некако сте во контакт. Каква е соработката со првите луѓе на училиштата, на детските градинки, на социјалните мрежи можеме да видиме фотографии на чишто прослави, патрони, празници присуствувате, па како оди соработката со ваквите институции во општината?
Па може да кажам идеална соработка е секаде, без разлика во која школа, значи секогаш сум поканет од нив, учествувам на сите приредби, на сите патронати на училиштето, ги спонзорираме сите успешни дечиња во било, дали тоа се освојуваат први награди за математика или ликовно, или во било кое натпреварување, значи ние излегуваме во пресед ги мотивираме. Дечиња, мали дечиња што се занимаваат со спорт, кој ќе се врата, кој ќе освојат некоја медалја, значи заедно со тренерот и 2-3 деца кои освоиле медали, значи доаѓаат кај мене, тие деца на прием, и тоа за дечињата е незаборавно и плюс финансиски им помагам на тие деца. Имаме млади дечиња кои идат на надпревар, на меѓународен надпревар во карате и ние ги спонзорираме како општина, ги спонзорираме финансиски тие деца. Така. Во план ли се нови градинки, нови училишта, односно прашањето е какви се капацитетите, има ли доволно згрижувачки капацитети за сите дечиња во општината и руралните населени места во Петровец? Со нова градинка го решаваме трајно проблемот. Значи градинката е некаде со 65 до 70 дечиња, сега што ќе биде направена до мај, а на листа на чекање се некаде околу 35 до 40 деца. Значи имаме резерва уште за 20 деца, што може и од надвор од другите општини да ги запишат кај нас. А каква е сега состојбата? Имаме на листа на чекање околу 35 до 40 деца, во моментов се на листа на чекање. Така. Ама го решаваме и тој проблем, значи со училиштата, значи тоа ни е решено, значи имаме училиште што има простор уште за 80 ученици. Тоа не е случај во Водњаци, училиштето ќе го доградиме уште за 2 училници, бидејќи имаме деца што газибаба ни ги носат во Водњаци, значи во општина Петровец, бидејќи е таква ситуацијата, сега општина Петровец ќе изгради уште 2 училници за да и тие деца од Водњаци имаат по соодветни услови за настава во тоа школа. Неудобно поставивте реквизити за забава во некои од руралните места, токму на најмладите, за најмладата категорија, односно за дечињата, па како општината вложува токму преку ваквите реквизити, преку детските игралишта, преку сите оние занимални токму за дечињата во руралните места, каква е ситуацијата? Па може да кажам секаде наму кај што имаме дечиња, направиме и детски забавни паркови. Порано ги правиме детски забавни паркови, така да кажам, поскромно, со љулјачки, само со клацкалки. Сега почнаме да ги модернизираме. Например, во Ржаничино направиме еден добар детски забавен парк, каде што навечер во летниот период беше празник за очи, да гледаш по 30-40 дечиња со нивните родители како доаѓаат тука. Во Ржаничино исто така го санираме детскиот забавен парк во школото во Петровец, позади општината во Петровец и уште едно игралиште во Петровец и здравје на пролет, која ќе биде више атрактивно и времето за детските забавни паркови, ќе продолжиме и со другите детски забавни паркови, зашто имаме детски забавни паркови уште 2 во Петровец, имаме во Водњаци, имаме во Катланово што треба да го реконструираме, Долно Коњари, Средно Коњари, Горно Коњари, Сушица, значи секаде Сушица, иако има неколку дечиња, ама и таму има детски забавен парк и таму ќе направиме и тие неколку деца да се чувствуваат да не бидат запоставени за разлика од другите дечиња во другите населени места. Пред да преминеме на одсекот култура во мојот концепт, сакам да ве прашам за една едукативна кампања, Мојот данок за мојата општина. Што конкретно значеше таа кампања, господин Митевски? Па јас сум презадоволен. Ние направиме систем каде што имаме даночно оделение и точно знаеме кој жител од општина Петровец има платено, кој жител нема платено. И не идеме нормално директно со казнувања, со така, идеме со опомени, повторно опомена и до душа не се ни случило. Ало, добро вечер, повелете. Добро вечер, сигурно од Катланово. Мостот наблизо кај црквата тука оддавна е оградата искршена од сообраќајка од времето. Дали кој како мисли? Дали е надлежност на знаеме дека на Македонија пат кој може да реагира таму? Значи ништо не е реновирано. Исто уличните од автопатот не работат и влезот на село Катланово не работат уличните. Тоа се на општина Петровец надлежни.
не работат. И мостот, значи тука се движат и деца и возрастни потребујќи, значи оградата е 2 метра искината. Пред 5-6 години сообраќајки стои. Не градоначалникот дујде знае за кого се работи. Ви благодарам. Ви благодарам за јавувањето. Поздрав и секој е добро. Знам за тој мост за што се работи. Тоа се работи некаде за оштетување околу 2-2,5 метри на заштитната ограда од мостот, како што кажа и гледачот од удар од возило, но тој мост е под надлежност на јавното претпријатие за државни патишта, но бидејќи имам директен контакт со директорот Коце Трајановски, значи еве му ветувам на градоначалникот, уште утре ќе го информирам директорот и телефонски и писмено, значи таа ограда да се санира, бидејќи е во нивна надлежност, а исто и новото улично што го направија, односно на петлјата на Клучката во Катланово, исто е во надлежност на ЈПДП, значи и за тоа ќе го информирам, значи да го стартуваат уличното, зашто се е веќе направено комплет и може тоа улично да Така, да и стапи тоа во се неколку функција. клучни работи од нашите гледачи на кои што треба да, нели, да се Да. обрати внимание. Плаќаат ли данок во Петровец? Да. Се вратиме на... Да, и презадоволен сум. Значи, совести се луѓето, дури некој ако случајно го испуштиме, си доаѓа самиот, си се пријавува во делението и одма имаме таму 2 вработени, веднаш му издаваат решение, ја решението го подпишувам и си го зима за да си платат. И конечно, културно-забавни настани манифестации во општината се одржа прв годишен концерт во домот на АРМ. Еве го тука културно-ветничкото друштво, ајде со што ќе ни се пофалите, што се случува во Петровец во областа на културата. Да се пофалам дека тоа културно-уметничко друштво го формираме јас заедно со Катерина Кузмановска и Јаце Кузмановски, брачен пар, и во оваа прилика им се заблагодарувам што повеќе од 45-50 деца ги тргна од улиците, ги насочија во културата. Тоа е, значи, тоа играно друштво е празник за очи. Значи, јас секогаш за денот на општината, значи, програмата 60-70% ја исполнувам токму со тие дечиња. Значи, тие дечиња, кога е денот на општината, значи, они таа програма исполнуваат и доаѓаат нивни родители, нивни баби, дедовци. Значи, салата ми е полна 450 седишта, значи нема кај да се застане. Значи, сите патувања на тие деца, дали идат за Србија, дали идат за Бугарија, финансиски, значи, општината Петровец стои позади нив. Опремата што носат, носиите што ги носат, исто сум му рекол јас на АЦЕ и на КАТЕ, на брачниот пар Кузмановски, значи, секогаш ќе стојам позади деца, се што треба финансиски, само да си ја зачуваме културата и традицијата на македонскиот народ. Бевте и домакини на културно-уметничко друштво, чинам, од Крагуевац, од Да, Република да. Србија. Каква е дружбата Многу добро доживување, јас ги примив кај мене во општина, значи дојде еден тим, ги пречекав, што се вика, и нивните тренери, сите деца нивни беа згрижени кај нашите дечиња и таа традиција, значи, им порачав на нашиве тренери на културно-уметничко друштво, значи да продолжи и во иднина. Ало, добро вечер. Добро вечер, сакам да го прашам градоначалникот некое прашање. Ајде повелете. За Перова населба, патот се ние дупки и со водоводот нешто не е вред. Притисот нема, мислам, рекла ќе поправат патиштата, се дупки се од цело на кај град Перова населба се вика, тоа се е дупки. Ви благодарам. Градоначалникот да го прашам дали има нешто за оваа каталанска бања Перова населба што вика. Така, Перова населба. Да. Ви благодариме за јавувањето. Значи, таму го санираме водоводот, но имаме на појава што цевките од Бигор се заполнуваа и мака мача во летниот период, значи нашите вработени на тие жешки денови, значи работеа по цел ден, значи да го способат водоводот и некогаш и знаеш и по 3, по 4, по 5 дена да нема вода, но
освен што нема вода, значи имаме таму и многу диво приклучени семејства што не можеме да ги откриеме. Ало, добро вечер, повелете. Добро вечер, овде е Жаре и морам да го похвалам градоначалникот дека направи големи дела за општина Петровец и така нека продолжи со работа. Ви благодариме за јавувањето. Поздрав и секое добро. Пријатно. Културата, кога говориме за културата, тука се одбележавте Светски ден на храната, одбележувате такви некои денови. Има ли општината културно-забавна манифестација? Што се случува преку лето? Како се забавуваат жителите на општина Петровец, господин Митевски? Значи, секогаш, значи, што ќе покажат, што ќе сакаат директорите пред се на основните училишта да направат било каква културна манифестација, јас со моите советници тоа им го одобрувам. Пред се они бараат финансиски средства, нормално секоја манифестација повлекува и финансиски средства. Ние секогаш излегуваме во пресред на културата. Значи, освен што им обезбедуваме, значи, автобус за излет по туристички места, значи имаме ние како општина Петровец многу добри туристички места, што до сега не било пракса. Например, ќе спомнам Дивле, тоа е 800 метри надморска височина, Скопје го гледаш како на дланка, нашите деца уште не го знаат каде е. И сега ќе инсистирам нашите директори да ги изнесат децата од таму, да го видат Скопје, да видат што дишиме ние во општина Петровец, а што дишат луѓето во градот Скопје. Сакам да прокоментираме една информација која што денес излезе, а тоа е дека председателот на ЗЕЛС на седницата на единиците на локалната самоуправа, господин... Ало, добро вечер. Ало. Повелете. Мислам, заборавам за градоначалникот на Петровец да прашам. Година дена немам, мислам, тоа за бања, Светлановска бања, не можам убаво да се објаснам. Нема година дена вода, слабо притисок, он го знае, мислам, случајот да се подобри водата. Плаќам, а слабо има вода. Што го рече, има диво приклучени, точно е тоа. Катлановска бања. Кога плаќаш нешто, треба да имаш доволно... Мислам тоа, што го плаќаш, како сега да се изразам. Говориме за Катлановска бања, така господјо? Да, Перова населба се вика, познати, нон-стоп четки, цела година тука небеса ми поправија, камионот со ѓубре ги дупи тие четките, слаб притисок имам, не можам да пуштам машина да се извањам. Мислам, нема вода, аз си плаќам редовно. Ви благодариме за јавувањето, ви благодариме... Молим се, праши... Така, проблемот со Перова населба и слабиот притисок на водата. Ќе го речеме, ако што кажав, значи се појави бигор во самите цевки, значи ги чистиме и тоа по 200-300 метри, чистиме, ги очистиме. Сега во моментот каков е притисокот, не знам, ако сега е добар притисокот, значи тогаш е до снемување на вода, како што ви кажав, значи во летниот период ни се намалија дотокот на изворите на вода и во Бадар, и во Блатце, и во Брезица. Еве сега ќе си ги проверите, да не ни се жалат гледачите. Сакам да прокоментираме, председателот на ЗЕЛС најави дека работат на изготвување на законски измени на Законот за локалната самоуправа, односно воведување преку референдум, граѓаните да можат да го отповикаат веќе избраниот градоначалник, односно и пред истекот на мандатот, пред истекот на 4 години. Какво е вашето размислување по повод тоа прашање? Може да се каже што имаме екстремни случаи, гледаш, екстремни појави. Градоначалник избран 4 години и сега буквално ако ништо не работи, па зашто да не биде отповика? Ако воопшто ништо не работи, а гледаме има такви примери, да не ги посочувам, да не ги спомнам имињата, значи што не заслужуваат да бидат ни еден месец градоначалник. Значи народот излегол, гласал за програмата што сте ја донели. Вие таа програма не ја реализирате ни 20%. Страмот е да седиш на таа функција. Ако ја не можам да реализирам програмата барем 80% за мојот мандат, што барам ја да се кандидирам нареден мандат или што барам ја да чекам 4 години? Тоа е страм за некој градоначалник што се нафатил да работи, што се нафатил, што ветил дека ќе изгради за луѓето, а не гради ништо. Ќе се кандидира ли Борчо Митевски
по 5-ти пат за градоначалник? Тоа прво ќе каже председателот на ВМРО-ДПМН, па народот во општина Петровец и извршниот комитет на ВМРО-ДПМН. Излезете ли со отчет пред вашите служители? Како и секогаш. Имаме една категорија прашања, со тоа и ќе завршиме од социјалните мрежи. Прашај го градоначалникот. Овде ми се наведени одводот во Огњанци, за кој што чинам и во анкетата имавме забелешки и за водата во Катланово. И третото прашање е исто, кои се следните амбиции на Митевски, каде ќе го гледаме следно после мандатот во општината? Значи, за одводот во Огњанци, како што кажав, имаме уште 3 улици, уште само 3 улици со поставување на канализациона мрежа. Тоа ќе биде преку апликација во февруари. Значи, ќе ставиме уште 3 улици со нова канализациона мрежа и во моментов само 2 пумпи, тие што префрлаат водата во Вардар, тие не се во функција, но за некаде 10 дена, 15 ќе биде во функција, значи може да кажеме дека 70% од селото ќе се функционира канализационата мрежа и кој што кажав, после тие 3 улици што ќе направиме со канализациона мрежа, кај што е повеќе оштетен асфалт, ќе идеме со нов асфалт, со поставување на нов асфалт, онаму кај што е малку оштетен, ќе идеме со санирање на асфалт. Како ќе се реши проблемот со водата во Катланово? На повеќе наврати ќе обратите ли внимание на во моментов Катланово има питка вода за пиење. Доколку дојде до снемување на вода, значи ќе правиме нова бушотина, но таму сепак е бушотината добра сега за сега. Но ете се случуваат дефекти. Значи мрежата е малце поодамна направена и цевките пукаат, се шири населението, се градат нови куќи, нови приклучоци. Ќе ви посакам успешно уште една година од 4-тиот мандат. Ќе посакам да продолжите да освојувате довербата на вашите служители, да продолжите да работите, бидејќи тоа е едно со друго поврзано, нема поинаков пат. И да си ги остварите амбициите. Ви благодарам што бевте дел од Скопје ми е дома во втората сезона со мене. Ќе ви се заблагодарам што ја прифативте на прва мојата покана и да се гледаме само за нови убави проекти во Петровец. Благодарам на поканата. Мило ми беше што гостував вечер во вашата емисија и гостувам на сите жители и на анкетата и вака што се јавува во живо во вашата емисија. Така и почитувани гледачи, овде е крајот на уште едно издание од Скопје ми е дома. Гостин во локалната програма градоначалникот на општина Петровец, господинот Борче Митевски. Ви благодарам на сите вас кои што ни се вклучивте директно во студиото со ваши прашања, сугестии, пораки до градоначалникот. Ви благодарам на сите вам кои што не следевте, а можеби не успеавте да ни се вклучите. Јас овде ќе ве поздравам, ќе ви се заблагодарам и за тоа што не следите на сите профили на социјалните мрежи на Вистинска телевизија. Следете не и понатаму, следната седмица одиме со нова општина и нов градоначалник. Ве поздравувам и се гледаме за 7 дена од сега. Таму е Скопје, град мој убав лише, што ми расте сни. Вечно